чакам да се спојам спомени подребени плачтеОгоди ще минат, плаката ми ще порасне Вечно ще те чакам, мила мила С песен на сърцето ще те срещна някой Пустите ти чанки ще целувам до земята Там ще се щастливи, мила дела войне. Почитувани слушатели, имавме песната Чакам те да дојдеш, чакам те с бурна страст, песна која не е популарна во Бугарија, но и во Македонија. Пуштих ова песна заради тоа што, како што знаеме, во собранието помина француско-македонскиот предлог, јас така гледам дека е француски-македонски предлог со учество на македонските власти и што требаше да се напише, само за момент, да, тоа што требаше да се напише таму во тој предлог и протоколот е диктирано и дозволувано од македонска страна. Денес, како што реков, интервју ќе водиме со Милош Милошевски, а го очекуваме и уредникот на Инфомакс Александар Митовски, познат Нечка од Инфомакс. Тие имено ги знаете, почитувани слушатели, како што најавивме почетокот на македонската радиопрограма, дека се познати, особено овде во Австралија, во Мелбурн, Викторија, по нивните медиумски активности кои ги фаќа на лице место фалсификуваните односно гласачки кутии во прилепи на други места во Охрид и така натаму. Добро утро велам за Милош Милошевски. Добро утро и од мене, Ицо, добро утро за тебе и за сите твои слушатели, гледачи и они што следат на Facebook, на социјалните мрежи и ти благодарам уште една за поканата. Видите, ве поканив и благодарам што ја прифативте поканата, затоа што имавте мощни и интересни објави на сајтот на Инфомакс. Особено вие имате, Милош, и 8 предлози, ги повикувате сите опозицијски лидери на отворена дебата. Од што не сте задоволни, што ги барате сите опозицијски лидери да се дебатира отворено, без перде, без криење, без некои задкулисни игри, дејќи вие, еве, како и македонската радиопрограма, ние не се договоривме за прашања, што ќе ве прашам вас, што ќе ми одговорите и така натаму. Еве да започнеме од тоа, истото е и кај вас со Инфомакс. Така Ицо. Вака, сега да ги отвориме целосно картите. Зашто ги повикавме сите лидери на опозицијата кај нас да гостуваат? Јас искрено, пред да седнеме со Александар да разговараме и да се договориме да направиме оваа покана јавно достапна и да ги определиме темите, разговаравме за она што се случуваше на протестите изминатите 12 дена во Македонија. Некаде околу 12-13 луѓе се уапсени, значи не говорам за оние пиштолџиите кај Мавров кои што пука во голораки од македонски народ, туку говорам за оние кои што демонстрираа по улиците против бугаризација на Македонија. 12-13 луѓе се веќе во затвор. Тоа се млади луѓе од 18 до 28 години кои што се соочуваат со долги затворски казни. Овие луѓе се гневни, како што е гневен и секој еден македонец, откако се прифати договорот за француски предлог за бугаризација на Македонија, и овие луѓе беа на претежно мирни протести кои што во неколку моменти ескалираа и завршија во затвор.
тие веројатно најубавите години од својот живот ќе ги поминат во затвор, поради тоа што одредени политички фактори во Македонија цело време го хушкаат народот против овие де-факто предавнички договори и предавнички политики на власта, што значи дека си имаме работа со предавници, а при тоа во ниту еден момент не дозволуваат и самите не покажуваат никаква радикализација за да се спречат процесите кои што се штетни по македонските национални интереси. Сега, ние како Инфомакс отворено најпрви преку објава на нашиот портал ги поканавме лидерите на сите политички партии, македонски опозициони, кои што би дошле во нашето студио и би коментирале на 8 клучни точки за македонскиот народ. Зашто? Јас цело време го говорам тоа. Ние во Македонија се соочуваме со состојба како во Америка 1776 пред да почне војната за ослободување, односно самостојување на Америка од Британската империја. Зашто? Ние како народ сме даночени, но никој не представува, односно никој не го слуша гласот на народот и не ги слуша барањата на македонскиот народ. Без разлика дали се работи за македонци кои што живеат во Македонија или македонци кои што живеат надвор од неа. Нашиот глас никаде не е слушнат. Во огромно мнозинство, на некои последни анкети, 57, мислам дека беше точната бројка, посто од македонците бараат укинување на преспанскиот... 75. Не, говорам за укинување на преспанскиот договор со Грција. Па макар и излегле од НАТО. Имаше анкета, таа беше објавена на МКДМК, мислам дека бројката се движеше над 50%. Па ајде си велам, дајде да ги прашаме лидерите на македонските опозициони партии, кој од нив е спремен да вети и да му гарантира на македонскиот народ по доаѓањето на власт укинување на Да продолжите снимак. Да, укинување на преспанскиот договор со Грција, враќање на уставното име на државата. Втора тема која што ја понудивме ние да разговараат политичарите јавно е укинување на договорот за добрососедство со Бугарија, од кој што потекнува целиот овој процес на бугаризација на македонски јазик, историја, идентитет и така натаму, и да се прекинат воопшто преговорите со Бугарија, бидејќи никаде во светот не се преговара за идентитет. Тоа е лично чувство на секој еден поединец. Можеби јас сметам дека Александар Македонски бил македонец. Можеби некој друг македонец смета дека тој не бил дел од нашата историја. Небитно, тоа е лично чувство и за идентитетот, и за историски континуитет, за субстрати. Не можеме ние да преговараме во историски комисии со друга држава. Трета тема која што ја понудивме да разговараат македонските опозицијски лидери јавно е отфрлање на предлогот за бугаризација на Македонија. Говорам за францускиот предлог. Целосно отфрлање, не референдум, не преговори, нема да го подобруваме предлогот, едноставно го отфрламе. Еднашка во својата историја да кажеме не. Потоа предложивме тема во која што ќе поразговараат лидерите на политичките партии дали навистина нема алтернатива за Македонија освен членството во ЕУ. Пета тема која што ние сакаме да ја наметнеме е дали е можно да се воспостави коалицијски договор помеѓу, да речеме, Левица, ГРОМ, ВМРО, сите останати партии, македонски зборам, опозициони, без разлика која е, без разлика какви ставови има по други прашања, но главно да биде отфрлање на француски предлог, отфрлање на бугарски договор, отфрлање на преспански договор, на тоа да им се темели коалицијата. Шестата тема која сакаме да ја наметнеме е дали воопшто, бидејќи сега и Апасиев и Мицкоски предлагаат референдум на различни теми, но референдум за францускиот предлог, да бидам поопшто да говорам, дали може да се исполни цензус, дали може да се исполни цензус на таков еден референдум. Ќе зборуваме поконкретно на тоа прашање за... Да, седма тема
Да, седма тема која што ја наметнавме е економијата. Мора да одговорат лидерите на сите политички партии. Ако дојдат на власт, како тоа ќе ги намалат цените на горивата? Како ќе ги намалат цените на основните продукти? Како ќе се зголеми вработеноста и бруто домашниот производ во Македонија? Не можеме ние да живееме од ветување веќе како држава. И осма тема, зошто до сега не се спроведе процес на граѓанска непослушност, односно не се повика граѓаните да не одат на работа, да не ги исполнуваат своите обврски кон државата, се до моментот додека власта не прифати предвремени парламентарни избори. И сега ова беше понудено од наша страна, беше испратен мејл директно до лидерите на политичките партии, односно до нивните центри за комуникации, но од она што можам да го видам по социјалните мрежи и по луѓето кои што де факто соработуваат со опозицијата, мислам дека тој предлог, барем од страна на ВМРО-ДПМН, нема да биде прифатен. Добро, мене ме интересира, ќе се вратиме на тоа, еве очекувам да се вклучи Александар, веројатно ако можеш пратиме и SMS порака да се вклучи, интересно ќе биде. Да, ќе го контактирам уште еднаш. Да. Бидејќи и тој има негов предлог за референдумот, односно има негов став околу нов референдум, и тој референдум, пазете, почитувани слушатели, не е референдум за окренување на договорот со добрососедство со Бугарија или Преспанскиот договор, туку тој е за подобрување или очистување на протоколот или на францускиот предлог, така нешто, ќе ви објаснат моите соговорници, сато се и тука. Видете, мене што ме интересира и она што сакам да ве прашам е фактот што вие гледате, Милош, во светот, во собранијата се водат жестоки борби. Доаѓањето на Урсула од Европската комисија во Македонија да не убеди уште еднаш, не е прв пат, доаѓа, значи и Ангела Меркел, доаѓа и сите врвни политичари. Видете, вие повторно, ќе речам вие, комплетно, зарем не гледате какви демонстрации се прават во светот за многу по-неважни прашања. Значи се користат секакви демократски начини да се спречи тоа. Вие не спречивте таја да слези на аеродром, не извадовте камиони, не извадовте трактори. Потоа, на второто прашање сакам да ми кажете, во собранието беа сите послушни, вклучувајќи го и ВМРО-ДПМН, беа послушници таму. А Пасиев само со свирење и отиде со едно не пред микрофонот и ја напуште седницата. Гледате што се случува во светот кога се во прашање општествените и социјалните проблеми во светот, има жестоки демонстрации, а да не зборуваме ако станува збор за национални интереси како што е Република Македонија, македонскиот народ кој е сведен на едно најниско и најмизерно ниво од своето постоење. Зошто оние големи демонстрации кои започнаа пред десетина дена, 15, сега оние први демонстрации каде што имаше 50-60 илјади, па велеа дека имаше 70-80, се сведија на 700-800 души и на 70 или 80 души. Зошто тоа? Зошто никако не реагиравте? Каде беше она реакција на аеродром во собрание, па надвор од собрание? Без никого да навредам, не може со концерт пред владата или пред собранието да бутнеш влада и да спречиш било што. Зашто велам концерт? Овие протести имаше неколку дена кога беа сведени на концерт, а тоа што го разговаравме минатата емисија кога гостував кај тебе, е дека народот повеќе не сака да слуша говори, народот повеќе не сака да слуша музика по протести, ако може воопшто да се нарачат протести, бидејќи во Америка имаме пракса ние да гледаме митинзи. Значи тоа се средби, митинг на англиски во буквална смисла на македонски значи средба голема со граѓаните на политичарите. Не сакаме веќе тоа да го гледаме.
Бараме конкретни решенија. Никој од говорниците што излегува тамо на бината не понуди конкретно решение. Со концертите, пак ќе кажам, со изведба на некои наши познати македонски пејачи на тие демонстрации, се разводени целата работа. Јас Ицо не можам да одговорам ниту на тебе, ниту на било кого, зашто не се радикализираше работата, бидејќи ние сме медиум кој што известува. Ние можеме да повикаме во најдобар случај на присутност и тоа го сторивме 1000 пати. Што повеќе македонци да се појават тамо, што повеќе македонци да демонстрираат, за да се покаже колку сме против овој француски предлог за бугаризација. Она што морам да го напоменам е дека мора да сватат политичарите кои што денеска действуваат на македонската политичка сцена во какви критични моменти работат за Македонија, за македонскиот народ, затоа што абориджини во Австралија имало 2-3 милиони, сега има 100.000, толку има македонци сега во Австралија. Не значи дека ако велиме и ако судираме во гради и пишуваме на Facebook дека сме пире и ќе траеме вечно. Не значи ништо. Еве денеска има хемиски методи и најотпорните треви ќе ги откорнеш и ќе ги снема. Ние сме на пат кон исчезнување како нација, како македонци. Дали говориме за наталитет, дали говориме за национален идентитет. По секоја основа ние одиме во минус. И сега политичарите кои што треба нешто да направат, само говорат на телевизија, само се појавуваат, а во суштина ништо не се прави. Еве, заради тоа ги наметнавме овие 8 теми. Ако сте луѓе против Преспа, кажете ни дали ќе ја укинете, кажете ни кога, прецизно, со рокови и како. Ако сакате предвремени парламентарни избори, кажете ни кога треба да бидат тие предвремени парламентарни избори и како ќе се изборите да дојдете до нив. Не може, мене ми изгледа ова со референдумот, ако може да го прокоментирам. Да, покасно не ми објаснавте што тоа се случи во собранието. Сите беа послушници као првачини. Што се случи во собранието, Ицо? Се случи предавство од страна на власта, значи спроведување на врховистичка политика, иако можам да кажам дека голем дел од опозицијата беше дел од таа врховистичка политика со тоа што во најмала рака не протестираше и не ги извади оние свирчиња и вузели додека говореше фон дер Лајен. Значи, таа жена не е избрана од никого. Таа жена нема добиено мандат од граѓаните на земјата која што представува Германија. На позицијата во европската бирократија, таа е избрана од други европски бирократи. Таа нема мандат од никого. И доаѓа во нашето собрание да тврди дека македонскиот јазик бил чист. Па тоа го кажав, мислам дека и кај Јанко Илковски во емисија, мене јазикот ми е чист од мајка ми која ми го зборела. Јас сум ја слушал мајка ми, нели, да тоа се вели мајчин јазик. Не треба никој да ми го гарантира, признава. Иако веќе наредниот ден фон дер Лајен, односно од нејзиниот кабинет, нејзината портпаролка, ја смени изјавата и вели Европската унија го признава јазикот, го признава македонскиот јазик како јазик кој што го говорат граѓаните на Република С, не сакам да го кажам, Македонија. Значи, ВМРО мораше во тој момент да го прекине говорот на фон дер Лајен, ако сака да покаже дека е на линија со македонскиот народ. Едно интересно нешто исто така, морам да напоменам. Во 12 часот пред собранието, кога протестираше левица и голем број македонски граѓани кои што се неопределени, пред собранието немаше ниту еден член на раководството на ВМРО-ДПМН. Да не случајно им се најавитат од Европската народна партија, каде што чиј член е и фон дер Лајен.
Добро, вака народно да кажеме, зошто сите така како мачиња предеа со опашките на меко, на топло во собранието. Не само ВМРО ДПМН, тука се и другите политички партии, помалите, Павле Трајанов, Дом, Гром, па... Затоа што Ицо се сервилни, ама не се сервилни кон тој што им дава плата. Збориме за македонскиот народ, сервилни се кон Брисел, сервилни се кон Вашингтон, сервилни се. Тоа е истата мантра која што сме имале за време на Југославија. Луѓето кои што биле со свитка на кичма кон Белград, денеска се со свитка на кичма кон Брисел. И ние од тоа патиме. Не можеме да имаме конкретна македонска политика. Јас се налутив завчера на Facebook и во разни чатови, по разни групи на Телеграм, на Твитер, следам се што се случува. Немало решение. Затоа го понудив на моје чаре, го нареков на Facebook. Има решение, Ицо, за секој проблем. Немаш бадентер, нека се пишат 10 пратеници како албанци. Потребни ти се 22 да бидат представници на етничките малцинства во Македонија. Пишете ги власи, турци, срби, албанци нека бидат мнозинството. Можеби ќе најдеш некои албанци кои што ќе бидат кај тебе на листа на добитни позиции, кои што се спремни да ги одбранат правата на македонците. Немале бадентер, а нека размисли. Сметате, например, еве да речеме 20 македонци да го сменат својот идентитет, официјално да бидат албанци, а се во собрание. Да, и да го спасат целиот македонски идентитет, да го спасат целиот македонски народ. Ние имавме членови на СДСМ кои што се пишува албанци за да се вработат во јавната администрација. Па нека, ако тие го браат тоа за пари, никој нема на никому да се налути ако некој тоа го направи за да конечно се слушне гласот на македонецот во тоа собрание. Ние бевме надгласани како македонци. 38 македонци членови на СДСМ гласа за францускиот предлог, 20 пратеници кои што гласа беа, односно 30, мислам дека беше, да, 30 беа представници на малцинствата во Македонија, од кои што најмногу беа албанци. Па ние сме како народ угнетени, неграѓани од тој ред. Прочитав една шега на социјалните мрежи, напишал еден граѓанин: се надевам дека сега со францускиот предлог нема веќе да бидеме бугари од втор ред во своја држава. Значи македонците се граѓани од втор ред. Додека Али Ахмети, Зијадин Села, Африн Гаши и така натаму прават се за албанската кауза, ние, македонските политичари, не сакаат да седнат во една емисија и да кажат кој зашто е и како да се стигне до целта. Кога во интерес националното прашање кај албанците, тие не гледаат кој е лидер на која политичка партија. Ама и ние треба да правиме така, Ицо. Изгубивме све. Навистина изгубивме све. Ама еве сега конкретно, директно ќе ти кажам, односно ќе прашам, веќе вие излеговте со овие ставови и социјалните мрежи и пак медиумите полни се дека сте вие сега противници на ВМРО ДПМН, а не да ве опишат дека вие сте национално македонски определени и ги барате заштитниците, да се заштити македонскиот народ, да се заштити македонската култура, традиција, јазик и така натаму, а тоа го барате преку ВМРО ДПМН како најголема политичка партија, нели? Така е. Ицо, тоа што некоја политичка партија во Македонија ги носи оние 4 свети букви ВМРО во своето име, носи со себе права, ама носи и обврска. Обврската на ВМРО, јас барем како што гледам на работите, е да ги штити македонските национални интереси и да го штити македонскиот народ. Не ни треба ВМРО ако не постои Македонија, ако не постои македонец, ако не постои македонска историја и македонски јазик. Ние не го напаѓаме ВМРО. Јас
тоа го коментирав на неколку места. Јас во својава кариера новинарска сум преведал илјадници текстови, сум објавил илјадници текстови. Од тие сум напишал илјадници текстови. Од тие илјадници текстови, па повеќе од 60%, бидејќи тоа е мојот факт, тоа е на што ме интересира, биле политички и биле политички негативни за Социјалдемократскиот сојуз. Сега бугарски го нарекуваат, претходно беше албански, не знам веќе што се, ја мислам дека таа партија воопшто не ни постои, само на хартија е, да ја доуништи Македонија. Сум напишал илјадници текстови за нив, за Заев, за Ковачевски, објавивме дека неговата диплома од Харвард не е на Харвард, па била добиена на Ковачевски дипломата од Црна Гора, се јавивме во универзитетот, не знаеа за Димитар Ковачевски, значи не познаваа таков човек, од кај што наведно добил диплома, и така натаму, и така натаму. Имаме напишано 5 текста се на се против ова што сега го прави ВМРО. Зошто? Александар пред малку ми пиша нема да може да стигне во емисија, можеме да го коментираме и референдумот. Добро. Кога говориме за референдумот, мене ми личи на нас српската преđi бригу другоме. Пренесија одговорноста, пренесија грижата на друг. Зошто го велам ова? Референдум во Македонија во моментов. Истото важи и за левици. Левици има предлог, ќе коментирам понатаму малку и во детали што се разликува во она што го предлага левица и она што го предлага ВМРО. Цензусот за референдум во Македонија е 900.000 луѓе. Значи треба да излезат 900.000 луѓе да гласаат на тој референдум, за таа одлука да биде обврзувачка. Ние многу добро го знаеме тоа од Преспанскиот договор, кога со неважечки референдум беше усвоена одлука на штета на македонскиот народ. Сега, кој може да ми гарантира од опозиција дека ќе извади 900.000 луѓе на гласање против францускиот предлог, како што велеше вчера Мицковски, односно не, за измена на францускиот предлог велеше вчера Мицковски, претходниот ден рече за да излезат против уставните измени, односно влез на бугарите во уставот. Кој ќе ги натера? Знаеме дека албанците ќе бойкотираат таков референдум. СДСМ ќе бойкотира таков референдум. Имаме илјадници во Македонија вработени во државна администрација, чие што работно место зависи од тоа дали ќе излезат или нема да излезат на таков референдум. 2004 опозицијата влезе во исто ВМРО, влезе во истото сценарио. Но се гласаше на референдум против новата територијална распредела во Македонија, не успеа да извадат доволно луѓе, не беше поминат цензусот, иако мнозинството тогашка рече дека не треба да се спроведе новата територијална распределба. Јас знам лично по мојот татко. Зошто е тој предлог на Мицковски појавен за 24 сати го смена мислењето од едно на друго. Наместо да се спречи впливувањето на ние бевме први пред сега имаме промена на францускиот предлог. Веќе предлогот е официјален, нели? Еве сега им објаснам на слушателите. Ние бевме први во Македонија кој што, нели, тој говореше за интервју за Сител, први бевме кој што објавивме побрзо бидејќи имаме Милош, побрзо имаме само 8-10 минути. Ќе бидам најбрз што можам. Значи пренесовме за неговото интервју на Сител во кој што вели сега дека треба да се оди на референдум. Поставивме прашање зошто беа нотарските гаранции, ако треба да се оди на референдум за отварање на уставот и влез на бугарите во уставот. Веќе наредниот ден Мицковски ја промени изјавата, па сега вели ќе го менувал францускиот предлог. Францускиот предлог е предлог на Европската унија и на државите кои што се членки на Европската унија. Не можеме ние сега во овој момент да го менуваме. Можеме да го отфрлиме само во целост. Тука е разликата помеѓу ставот на левица и ВМРО. Левица вели не да се менува францускиот предлог, не да се преговара, да се подобрува и така натаму, туку во целост да се отфрли. Јас пак останувам на ставот. Референдум
ваков референдум во Македонија нема да успее, нема да има цензус и не знам која ќе биде после постапката на опозицијските партии. Мене ме плаши искрено да не кажат еве народот му дадовме шанса да одлучи, народот не излезе, не ни даде во доволен број поддршка. Сега ние ќе гласаме за влез на бугарите во уставот. Значи, јас не гледам друга логика освен да се испереш. Не гледам друга логика зашто би правеле референдум. Па референдум има по улиците и илјадници луѓе излегува против. Раководството и оние советници, па и правници, таму ги имаме во еден голем број. Професорката Гордана Давкова, Силјановска Давкова. Имаме луѓе кои се со големи искуства, Антонио Милошовски, колку жестоко се бореше за законот за судиите таму, за, ако се сеќаваш, дури за реизбор, за реизбор на обвинителите. Имаме луѓе кои се образовани, имаме историчари, имаме и политичари кои се мощни, искусни. Зошто се излегува сега со еден ваков, еве и вие како што кажувате, јалов, килав предлог и носење пак на касапница на македонскиот народ. Повторно носење на касапница, да како наместо да се спречи преспанскиот договор. Еве и тој малку продискутира и за него. Зошто ниту еднаш не е оспорен преспанскиот договор досега од најголемата опозицијска партија? Знам дека ќе речете и за мене дека сум противник. Не, јас не сум противник, туку си ја сакам Македонија. Прифаќањето, да не го разложувам јас тоа, вие ќе го кажете. Зошто воопшто на тоа не се дискутира? Каде се македонците во Пиринскиот дел на Македонија? Каде се македонците во Егејскиот дел на Македонија? Каде се и другите работи што треба да ги застапи? А ние го бараме тоа, односно вие го барате тоа, токму од опозицијата, нели, бараме нови избори. И уште едно беше се, наместо на избори, еве сега Мицкоски вели нема избори, не сакам избори, ќе чекаме до крај. Ицо, едно нешто ќе бидам и краток и прецизен. Зашто повеќе не говориме за она што го прави СДСМ е затоа што веќе нема навистина логика. СДСМ не можеме да го промениме, бидејќи самото членство на СДСМ е соучесник во овие процеси и отворено ги поддржува. Дали на социјалните мрежи, дали во јавен дискурс, дали на приватни средби, небитно. Значи, таа партија застанала против Македонија и македонските национални интереси. Јас не можам веќе да се убедувам со членови на СДСМ дека ова што се случува не е лошо. Иако има голем дел кој што разбраа и ја сватија играта и сватија дека ќе изгубиме се. Што се однесува до опозицијата, членството на ВМРО, јас го сметам како едно од најискрените, најродолюбивите, најпатриотските, најработливите, најчестните луѓе кои што живеат во Македонија. Тоа не се богати луѓе, тоа не се елитата, не се највисоката, не знам, класа во Македонија. Тоа се луѓе кои што не им треба многу, ама не сакаат да бидат понижувани и сакаат и си го сакаат она што си е свое. Јас немам ништо против тие членови на ВМРО ДПМН. Немам ништо против тој македонски народ кој што секогаш кога требало излегло на улиците. Но не можеме веќе ицо да ја повторуваме едната иста грешка. 100 пати го реков ова за Ајнштајн, еве пак ќе го кажам кај тебе во емисија. Ајнштајн вели дефиниција на лудост е да го правиш истото и да очекуваш поинаков резултат. Ние 30 години го правиме истото. Да не заборавиме дека подпис на политичарите на сите македонски политички партии има на Охридскиот рамковен договор. Подпис, односно сите преговараа политички партии за промена на името. Договорот со Бугарија во 90% беше прецизиран за време на претходното владење на ВМРО ДПМН. Најлошите и најспорните точки
како што се онаа за јазикот, кај што во договорот стои дека станува збор не за македонски јазик, туку за јазик согласно уставот на Македонија. И историската комисија се работи кои што ги припати заев. Ама не можеш ти да преговараш со држава која што била поразена во војна, која што никогаш не се извинила за злосторствата кон македонскиот народ и која што сега бара отстапки после изгубена Втора светска војна. Па овие договори со Бугарија, ова негирање на за СДС само да потврдиме да направиме еден баланс, да не мислат дека ние сме против политичката партија. Ама изгубена кауза, Ицо, не знам што да кажам. СДС од се наследници на Комунистичката партија на Македонија кои се изборија против фашизмот, а ова колено сега, ова генерација на нивните дедовци и родители ја продаваат Македонија и се заедно со фашизмот. Точно и тажно е. Јас морам да го кажам ова, ќе биде интересно веројатно за гледачите. Ние со сите барања што ги прифаќаме на Бугарија, ние ја прекршуваме и Бугарија ја прекршува Париската мировна конференција, која што е резултат на Втората светска војна, кога се бара од Бугарија да ги прифати малцинствата, да забрани фашизам и нацизам и такви политики во својата држава. Значи, они си имаат обврзано на тоа. А сега, со бугарскиот договор, со францускиот предлог, не само што се откажуваме од правата на малцинствата во Бугарија, која што Бугарија ги има гарантирано со Париска мировна конференција. Видете, таму се потписници Советски сојуз, Америка, гарантори, говорам, Франција, победниците, сите кои што биле после Втората светска војна. И ние сега да разговараме. Тоа што се случи со СДСМ, Апазиев одлично вели. СДСМ нема да постои веќе на последните избори како политички субјект. Пасокизација ќе се случи како во Грција. Таа партија целосно ќе се распадне и нема веќе да постои. Прашањето е, јас цело време велам, тие се погребуваат самите себе си, ама заедно во дупката СДСМ сака да стави Македонија. Сега, мене она што го коментирам е дека ми изгледа како да имаме и трет играч, трета политички субјект во Македонија кој што сака заедно во ковчегот да се погреба со СДСМ. Мене тоа ме боли. Јас сум дал подршка и за Никола Груевски, и за Христијан Мицковски. Во едно време мојата фамилија дала подршки на Љупчо Ѓоргиевски, се додека не сме виделе какви ставови има по однос на бугарското прашање и така натаму. Значи, и он беше дел од големи предавства кон македонскиот народ. Ама не можеме да одиме со глава низ зид. Бараме како народ решение. Еве, нека не сум јас. Еве, јас сум лош. Од утре нема ни да пишувам, ни да објавувам. Понудете му решение на македонскиот народ. Спасете си го сопствениот народ. ВМРО има света должност да го спаси македонскиот народ, да ги чува, да го чува и да го брани од неправдите. Не ме интересира ни Брисел, не ме интересира ни Вашингтон, ни шпанци, ни германци, никој. Ме интересира мојот македонски народ. Заштитете го. Абе, ако сакате, обесете му утре на площад. Стварно не ме интересира. Как? Не ме интересира ни шо ќе пишувате, ни шо ќе кажете, осудете ме. Еве, Заев не судеше како Инфомакс, сега вие судете не. Ама победете за Македонија. Милош, доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма, имаме уште 60 на секунди. Јас ви благодарам многу за вашето време, особено ова вака емоционални изјави кои се трогателни, и се надевам дека ќе дојде ова и до ушите на Мицковски и ќе разберат дека ние не сме против ВМРО-ДПМН, туку ние сакаме Македонија, македонскиот народ, македонскиот јазик. И благодарам уште еднаш. Ти благодарам, Мицо. Поздрав до тебе и твоите гледачи. Почитувани слушатели, разговор водевме со Милош Милошовски од порталот Инфомакс.